Почитувани, ВМРО ДПМНЕ продолжува со деструктивните политики кои директно наштетуваат на државата и на интересите на македонските граѓани. Додека во Шпанија во тек е последната ратификација на протоколот за нашето зачленување во НАТО, ВМРО ДПМНЕ со одбивањето да гласа за законот за одбрана го загрозува тој процес. Република Северна Македонија е на чекор да стане 30-та земја членка на НАТО и со тоа да ја осигура својата стабилност, безбедност, економски развој и сигурна и просперитетна иднина. ВМРО ДПМНЕ очигледно е против нашето членство во НАТО. Свесното блокирање на законот за одбрана може да испровоцира ново вето на Грција и со тоа да ја врати државата со децении назад. Мицковски и неговите пратеници го кршат уставот и го кочат остварувањето на повеќедецениската стратешка цел – членството во НАТО алијансата. Законот за одбрана е клучен за нашето членство во алијансата. Овој закон обезбедува имплементирање на НАТО стандардите во македонската армија. Се воведува колективен систем на одбрана и затоа тој е клучен за нашето зачленување во НАТО. Затоа ги повикувам пратениците од ВМРО ДПМНЕ да престанат со ситно политиканство и да го поддржат законот за одбрана, кој е важен за нашето зачленување во НАТО, но е уште поважен за припадниците на нашата армија. Деструктивното однесување на ВМРО ДПМНЕ е одамна прочитано од граѓаните. Зачленувањето во НАТО и во Европската Унија се наши стратешки цели повеќе од 25 години. Граѓаните се определија и ги поддржаа овие политики, наспроти политиките на корупција и заштита на криминалот кои ги промовираат Мицковски и ВМРО ДПМНЕ. Тоа ќе се потврди на 12 април, кога Мицковски и ВМРО ДПМНЕ ќе доживеат уште еден пораз. Граѓаните повторно ќе се определат за стабилна, просперитетна и успешна Република Северна Македонија. Нашата татковина ќе продолжи напред. Нема да дозволиме напредокот да биде блокиран или закочен. Казната за однесувањето на ВМРО ДПМНЕ, раководено од Будимпешта, доаѓа на 12 април. Ви благодарам.